Несовесен 32 годишен велешанец ноќеска го искршил црквичето за собирање на доброволни прилози пред новата црква Свети Кирил и Методи. Распарчано на делови и расфрлано на тротоарот утрово го нашле менувачите и свештениците од Поврдарската епархија. Се обиделе да спасат барем нешто од демолираното црквиче. Вандализмот се случил 30 на минути пред полноќ, кога 32 годишниот маж го искршил црквичето. Веднаш интервенирала полицијата и го привела на распит во станица. Потоа бил пренесен во нервното оделение во Велешката болница, но ниту таму не се смирил. Цела ноќ ги вознемирувал пациентите и лекарите. Според полицијата, вандалот сторил кривично дело оштетување на туги предмети. Тоа значи дека сопственикот на црквичката треба да поднесе приватна тужба и да бара надоместна штета. Судската постапка ќе утврдува вината и висината на штетата која велешанецот треба да ја плати. Градската каса не е преполна, но има доволно средства за општината добро да функционира, да ги плаќа обврските и да ги завршува проектите кои се планирани. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека е задоволен од финансиската состојба. Фирмарини, данок на имот, комунални такси. Тоа се главните ставки по кои се слеваат пари во градската каса, но годинава се очекува значителен прилив и од продажба на парцели. Општината веќе инкасираше 100.000 евро од Маркарт, кој купија земјиште во близина на Караслари. Набрзо таму ќе се понудат уште 10 парцели, а се подготвува документација и за 45 плацови на езерото Младост. Општината во моментов е позитивна, нема големи средства, меѓутоа сме задоволни од начинот како функционираме во овој момент. Немаме побарување што зависа директно од нас да ги исплатиме. До сега функционираме добро. Имаме прилив на средства во однос на продавањето на земјишето за фабриката Маркат, потоа ќе објавиме уште 10 парцели за продавање одма после изборите, согласно законот, кажав и претходно, така да очекуваме зголемување на буџетот на општина Велес во рамките на проектираното. Велес финансиски тешко се носи со најбогатите општини во државата, но според градоначалникот тоа се надоместува на други начини. Општината е кредитоспособна, а службите имаат готови проекти кои ги аплицираат за грантови преку повеќе фондови. Се изгласаат програмите на Советот и тие треба да се остварат. Се тоа на што ќе оствариме плюс е позитивно сегментот на нашата соработка со владата, конкурирањето по ИПАРД, програмите, начинот на функционирање, се тоа онаму каде што има можност да конкурира општина Велес, не имаме готови проекти и сме подготвени и ќе конкурираме, и сега конкурираме и во наредниот период ќе конкурираме. 12 милиони евра годинава се очекува да изменаџира општината. Најмногу од нив се пари наменети за плати на администрацијата. Околу 5 милиони се наменети за реализација на програмите и поддршка на активностите во сите области од општественото живење. Младите невработени велешани се запознаваат со новите мерки на Агенцијата за вработување. Денеска организираше презентација за трите активни програми: добивање возачка дозвола за камион со приколка, отворање сопствен бизнис, практиканство и обука кај познат работодавач. Нови инфосредби покрај информациите што им ги даваме за можностите за вработување, ги информираме младите за новата апликација прв, за мобилна апликација, на која што може да ги најдат сите огласи, не само за работа, туку и за обука и за волонтирање. И исто така ми презентираме и новата веб страница на Агенцијата за вработување, каде што може да видат кои се слободните работни места што се отворени во регионот каде што бараат работа. Агенцијата за вработување ја промовираше и последната мерка која ги опфаќа дипломираните студенти од последната академска година. Во оваа програма се вклучени и поголеми македонски компании. Предвидено е завршените студенти во тие фирми да поминат 3-месечна обука и во зависност од потребата да бидат и вработени. Тоа се млади лица до 29 години кои што завршиле во универзитетската 2012-13 година, дипломци, значи, да се вклучат како прва шанса, значи да се доближат многу побрзо од образование до вработување. Инаку најголем интерес од мерките за вработување на агенцијата има за програмата Отворање сопствен бизнис. Тој се реализира веќе 7 година. Нема прецизна статистика за бројот на активни бизниси. Од АВРМ велат дека над 60% од отворените фирми со кредитирање се уште функционираат.
Нема специфична дејност, значи младите отвараат секакви дејности. Почнуваме од сметководители, може да се случат гранапчиња, помали, дуќани. Сакам да напоменам само дека и одржливоста на фирмите кои што аплицирале младите е многу голема. После неколку години останува над 60-70% од компаниите што се формирале, се уште активно работат на македонскиот пазар. Одржливи се, 60% веќе 60-65% ти активно работат. Пошто лицето вработено на тој начин не може 4 месеци да дојде на евиденција, тие фирми се уште се активни, добра бројка. Според податоците на Агенцијата за вработување, во Велес има над 800 невработени на возраст од 20 до 29 години кои активно бараат работа. Бесправно сечел дрва и направил штета од 80.000 евра. 46 годишен жител од село Горно Врановци ја соголил шумата во атарот на селото, ги транспортирал дрвијата и ги продавал со документ прикажувајќи ги како легални. За да ги сече дрвијата, тој ги искористил испратниците што му биле дадени од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тие биле заверени со печат и сериски броеви, па ги искористил да исече дури 700 кубни метри дрва од шумата во сопственост на државата. Успеал да ги транспортира и да ги продаде и од нив заработил над 80.000 евра. Не го прикажал ниту персоналниот данок во висина од 5.000 евра. Секторот за внатрешни работи против него поднесе кривична пријава за сторени 3 кривични дела: кражба, затајување на данок и фалсификување и уништување на деловни книги.